со Исус, наречен Христос. 28 глава, ајде да ја прочитаме прво 28 глава, само 20 стиха, што вели и како продолжува. Кога измина саботата, на осамнување, во првиот ден на седмицата, дојдоа Марија Магдалина и другата Марија да го видат гробот. И ете, стана голем потрес. Ангел Господов слезе од небото, пристапи, го отстрани каменот од гробната врата и седна на него. Лицето му беше како молња, а лиштата бели како снег. А стражарите, уплашени од него, трепереа и беа како мртви. Ангелот се обрна кон жените и им рече: не бојте се, знам дека го барате Исуса распнатиот. Не е овде, воскресна, како што беше рекол. Дојде и видете го местото каде што лежел Господ. Па отидете бргу и кажете им на учениците негови дека он воскресна од мртвите. И ете, ќе отиде пред вас во Галилеја, таму ќе го видите. Ете ви кажав. И како излегоа брзо од гробот, тие со страв и голема радост отрчаа да им соопштат на учениците негови. Кога одеа да им јават на неговите ученици, Исус ги пресретна и рече: радувајте се. И тие се приближија, ги офатија нозете негови и му се поклонија. Тогаш Исус им кажа: не бојте се, одете и соопштете им на браќата мои, да отидат во Галилеја и таму ќе ме видат. Кога одеа, тие ете некои од стражарите, влегувајќи в град, им кажаа на првосвештениците за сето она што беше станало. И тие кога се собраа со старешините и направија совет, им дадоа многу пари на војниците, велејќи: кажете дека учениците негови дојдоа ги украдоа, кога ние спиевме. И ако за тоа чуе управникот, ние ќе го смириме и ќе направиме и вам ништо да не ви се случи. А тие ги зедоа парите и направија како што беа научени. И тој глас се пренесува меѓу јудејците и до денес. А 11 ученици отидоа во Галилеја, во гората, каде што им беше заповедал Исус. Па штом го видоа, му се поклонија, а некои се сомневаа. А Исус, кога се приближи, проговори и рече: ми се даде секаква власт на небото и на земјата. Одете и научете ги сите народи, крштевајќи го во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, и учејќи ги да ги пазат се што сум ви заповедал. И ете, јас сум со вас преку сите дни до свршетокот на светот. Амин. Во однос на досегашните, би рекол, глави, ова е релативно кратка глава, а сепак говори за еден многу значаен настан, како што рекол за празниот гроб на Господ Исус Христос. Рекол печатот, кое што го има христијанството и ниту една друга религија. Пред малку реков дека зашто да говорам од овие 20 глави, дали да се правам или да станам голем апологет за да ја одбранам оваа вистина, па ќе се послужам со зборови на еден професор што велеше: Исус Христос си ја завршил работата. Нема поголема апологетика од самиот Исус Христос. Така да сакам оваа вечер да споделам со вас само последните два стиха. 19 и 20 стих. Познати се овие два стиха како големата повелба, како големата заповед. Јас велам, може би молба од Исус Христос до нас. Што Христос пред да се вознесе, што Христос последно кажа на своите ученици и што е тоа што им го кажа, што се однесува денеска до сите нас. Што треба да правиме ние кои што нарекуваме дека сме Христови,
Секој пат имам предвид кога ќе кажам Христови, дека сме спасени луѓе, дека сме на новородени луѓе, дека сме со еден збор вистински христијани. Многу пати повеќе милувам, многу повеќе ме бендисува да речеме дека сме Христови следбеници. Христос и Библијата секој пат ни даваат и одговори, секој пат ни даваат и упатства за секој едно прашање. Библијата е книгата која што ни помага, Библијата е книгата која што е едно упатство како овој живот овдека на земјата треба најдобро да го не само и живееме, него поред самото живење и како да се подготвиме за тоа што не очекува, без разлика, како што реков, каков одговор ќе дадеме на Исус наречен Христос. Многу интересно почнува 19 стих и вели: одете и научете. Не знам дали сте се запрашале некој пат што представува да одите. Јас го читам овој текст неколку пати и се чудам: одете и научете ги сите народи. Може ли да се научи нешто со движење? Може ли да се научи нешто со одење? Дали ние како црква Добра вест, црква имам предвид сите ние, бидејќи ние сме црквата, дали сме ние затворени во нашата црква? Дали сме затворени во нашите домови? Дали сме си затворени и си се дружиме само едни меѓу други како браќа и сестри? Дали нашата дружба не е само помеѓу нашите роднини? Се движиме ли ние воопшто како Христови следбеници? Се движиме ли ние, одиме ли? Ќе видиме како тоа со одење можеме ние да направиме од некогу ученици. Овдека сврзникот е и во оригиналот е нешто што вели движејќи се, кога се движише многу нормално или многу е природно кога се движиш да некој те прати и некој те гледа. Само кога се движиме, само тогаш можеме, би рекол, луѓето да не видат. Ако си седиме затворени во нашите цркви, ако си седиме затворени во нашите домови, ако си седиме затворени и се дружиме само едни меѓу други, многу тешко ќе можеме. Како што вели овдека Христос: одете и направете ученици. Движењето, не знам дали говорев, многу интересна појава е. Вообичаено родителите и сите мајки знаат кога едно мало дете проодува. Тоа е многу голема прво радост и вообичаено кога ќе се сретнат две мајки или две семејства со деца на мала возраст, а и покасно ако се навратат каков им бил животот на нивните бебиња, вообичаено има една карактеристика каде што меѓу себе говорат кој кога проодел. И тоа се првите, би рекол, разменување на искуство. Моето дете проводи тогаш и тогаш. Никој не почнува кој дете кога напишало книга и кога почнало да чита азбука, ама проводувањето е многу битна и важна работа. Се сеќавам на наша Јана кога проводуваше, дека и на многу други деца мали, дека ги охрабруваат и дури ги чекаат баби, дедовци, мајки и татковци: ајде, па има траст на земјата. И кога ќе падне вообичаено, веќе нема одење, ги ставаат децата во специјална соба и не проводуваат. Не, се шегувам. Напротив, ги охрабруваат многу после кратко време: ајде повторно да пробаш и да одиш. И одењето после толку многу се усовршува, што денес се движиме, се качуваме по скали, трчаме без да размислуваме што правиме и како правиме. Христос не случајно вели: одете
и направете ученици. Нашата, овако го разгледуваме и го разбереме дека ова е заповед. Христос не вели, ако сакате, одете. Ако имате слободно време, некој пат, па излезете, поодете малко. Не станува збор за наша желба. Станува збор за заповед. Ако почнете еднашка да одите, ако почнете еднашка да го применувате ова, да почнеме да одиме меѓу луѓето, ќе видиме која е целта. И малите деца, затоа правам една паралела, немаат некаква осознаена свест или цел зошто проводуваат и зошто толку многу се мачат и сакаат да проводат. Ќе видиме, поентата ми е дека одењето станува еден вид начин на живот. Одењето, ако ние се оспособиме да одиме меѓу луѓето, со која цел Христос ни кажува подоле, нас треба да ни стане како христијани начин на живот. Тоа треба да биде нашиот начин на живот. И тоа што реков не е него вика кога ќе се движите е нормално. Многу е соодветно кога се движиш учењето. Какво учење? Со самото наше движење ние оставаме еден белег на луѓето околу нас. Со самото наше движење во молитвите многу пати сме говореле дека таму кај што работиме, таму кај што живееме. И за тоа се говорело многу пати дека луѓето внимаваат и луѓето не следат што правиме. И луѓето добро знаат кои сме ние. И дека сме ние, дали сме христијани, дали сме протестанти, не знам кој како не ословува. Многу велат, забележав сега 2 дена, бевме на таа глобална лидерска конференција овдека во Скопје, и ми остана во глава, и Јани беше со нас, дека наши браќа многу често употребуваат, станаат да не бидеме така религиозни. И јас многу пати религиозноста, кога ќе се спомене, секој пат контекстот е негативен. Да не бидеме некако религиозни. Што сакам да кажам? Мислам дека употребата на таа религиозност во таков еден контекст, како што реков дека е негативна, мислам дека е погрешна. Јас разгледувајќи го овој текст, се запрашав што представува самиот збор религиозност. Ние, како обично велат дека теологијата и религијата се две различни страни на една иста монета. Ајде со други зборови. Ако теологијата е теоријата, која ние што ја учиме и се обидуваме преку Библијата, религијата е рефлексијата на нашата теологија. Јас сакам да кажам дека многу поприфатливо е, и сум слушал за луѓе викаат го познавате мите, тој човек е многу религиозен. Што имаш во предвид? Оди на црква, редовене, нема да те излаже. Контекстот на религиозноста за мене е добар контекст. И ако луѓето навистина не сметаат дека сме религиозни во овој контекст, тогаш е добро. Се навраќам на нашето одење. Ние сакале или некеле, ние рефлектираме некаква религиозност, ако веќе се нарекуваме како такви. Неминовно е луѓето со кои што работите и луѓето со кои што соработувате, или пријателите, или таму каде што вика Христос вели подолу, низ целиот свет. Значи насекаде. Никаде во Библијата нема дека треба да си се затвориме во нашите цркви, дека треба да се затвориме меѓу нашите домови. Не, напротив. Треба да излеземе и треба да одиме. Како ги привлекуваме луѓето да станат, првата форма да станат наши ученици? Како Христос вели,
да ги спасуваме. Не можеме ние да ги донесеме до спасение. Спасението си било и си останува по благодат и со многу дела да направи. Или не беше со многу дела. По благодат со вера. Ништо не можеме да правиме. Меѓутоа, со нашето одење, ние оставаме еден белег на луѓето, или ќе ги привлечеме, или ќе ги одбиеме. И повторно се враќам со нашата религиозност. Вчера имавме машки час. Секој пат многу се радувам за машкиот час и поминавме убаво. Отворивме една тема со Киро. И Бојан беше, говоревме за, он е одговорен за издаваштвото, да кажем, во нашата црква и за книгите на нашиот пастор. Бојан го прашува како тоа се прави редакција, па колку пари ќе ни требаат за книгите, па колку пари треба да ги имаме во молитва, како оди таа работа му е непозната. Што сакам да кажам, да скратам? Киро ке што соработува со луѓето сите овие низ години, за да ја скратам приказката и на Бојан му викам. Киро оди во печатница, печати книги, му ги даваат книгите и велат Киро, кога ќе кажеш ти, дојди и плати ни. Абе, договор да направиме некако? Договор? Немој да не срамиш, па ние со тебе никаков договор не сакаме. Ти си христијанин, ти си религиозен. Што значи тоа? Ти никој пат не си не изложил. Ти никој пат тоа што си го кажал, не си го порекол. Камо да се сите како тебе, ти кажи го времето и ти кажи го терминот. Това е одењето. Тоа е рефлексијата на секој еден од нас, кај што треба да одиме ни светот, така можеме да ги привлекуваме. Тоа е првото нешто што ги привлекуваме луѓето. Јас не можам да се пофалам со моето минато, дека многу сум завршил работа за Господ, за да може на таков начин како Киро да привлечам, но имам урнек и тргнувам од некаде и секој пат велам дека и светиите имаат минато, но ние грешниците барем имаме иднина и се надеваме на таа иднина. И да одиме низ целиот свет и што да правиме? Што да правиме? Кој е вториот чекор? Христос вели да ги крштевате во името на Отецот, во името на Синот и во името на Светиот Дух. Не во имињата на татковците, не во имињата како некој вика Тројца, овдека немаме, такви може и да има. Меѓутоа, и овдека зборот е во еднина, еден е Отецот, еден е Синот и еден е Светиот Дух. Крштевањето, ако се вратиме на Матеј и на Јован Крстител велеше дека тој што иде позади мене ќе ве крштева со вода. Крштевањето многу пати овој стих го разговаравме во однос на православните. За крштевањето како мали, јас сум така крштеван. Јас не гледам во текстот дека можеме да се крштеваме ко мали, бидејќи треба да сме пред се обучени, треба да сме привлечени, треба да имаме разбирање што правиме и како ќе правиме. Кога се крштеваме, Христос вика, кој ќе ги доведеме до крштевање, со вода веќе тогаш Духот е тој кој што почнува да работи. И на крајот Христос завршува дека многу е важно, никој пат нема да не остави. Никој пат. Со секој еден поединец, со секој еден од нас, кој го дал срцето на Христос, Христос ќе биде со него до последно. Многу големо охрабрување. Ние живееме во еден свет кој многу пати велам тука доваѓаме стварно натоварени. Кој е натоварен финансиски, кој е натоварен со проблеми здравствени, секакви. Секој пат треба да имаме во главата дека Христос е постојано со нас. Третата личност од Тројцата, Светиот Дух е. И чекориме заедно.
и ни помага. Продолжува, вели, треба да се поучиме. Сакам второто да го прочитам во Марко. Шеснаестата глава, 15 стих. Па им рече, одете по сиот свет и проповедајте го Евангелието на секое создание. Кога застанав тука, не прв пат, секој пат, со длабока и почит и радост од срцето, говорам дека привилегија за молкумина да застанат од тука и да може да го пренесат, да проповедаат. Проповедта како проповед е објава. На многу места се вели дека е прокламирање, дека е прокламација. Во суштина на самиот збор е да браниш нечии ставови, да споделуваш нечии ставови и нечии идеи. Нашата задача од оваа страна, на почетокот реков дека сам Христос како најголем апологет има одбрането оваа книга и нашата вера и нашето спасение. Меѓутоа, ни се дава можноста да одиме на секаде. Тие луѓе што ќе дојдат, имаме обврска да ги научиме. И се отвара едно прашање, можеме ли да научиме некого? Повторно со Ани имавме многу убава, би рекол, и средба овие 2 дена со Бојан и со Тина на овој глобален самит, кој меѓу секоја сесија се бараше од нас да поставиме некои прашања и во групи по 15 минути до половина час да размениме. Времето го искористивме многу убаво. Ние никој пат како група, како дел од славење не сме се виделе да си размениме. Така да седнеме специјално по таја тема. Поентата ми е, се отвори една тема, која е целта на групата за славење? Зошто никаде не се почнува со проповед, со молитва, па на крај да е славење? Која е нашата цел овдека што сме застанале напред и почнуваме со пеење и со свирење? Имаме улога пред се да го прославиме Господ, но имаме улога да ве подготвиме сите вас од причина, бидејќи, како што јас доваѓам, реков, во бременето, со најразлични проблеми. Не можеме ние да влеземе во оваа сала и да го исклучиме сега умот. Со Ани говорев, она си има мислење окупирана со полагање, со испити, со предмети. Бојан со работата, јас со факултет, со финансии, од овде ќе почнеме. Не. Нема таква работа. Треба да се подготвиме, треба некој да не воведе на едно поразлично место. Ние на крајот од краиштата овде имаме средба со Бог. Или не го разбираме тоа, или не го знаеме тоа. Бугарите велат приказвам, показвам, доказвам. Нешто некому, ако му говорите, треба да му покажете и треба да му докажете. Тоа е втората цел. Поентата ми е следна. Не можеме ние и да донесеме некого, и да сме оставиле добар впечат, и да сме го рефлектирале ќе дојде во нашата црква овдека. И ќе треба да го прифатите. На крајот од краиштата, тој што го донел човекот, тој има обврска. Сите ние ќе помагаме. Но ти самиот, ако не си обучен, ако ти самиот не ги знаеш основните работи, како ќе му помогнеш на тој човек Христос што бара да го направиш ученик Христос? Може би суштината на вечерашната проповед ми е дека мораме да се обучуваме. Ние имаме заповед од Христос дека мораме да се обучуваме.
Ние не одиме туку така во средите таму да си го поминеме времето и во вторници во Драчево. Вчера се отвори една таква тема, се смееме со Љупчо. Колку време се спремала проповед, па се смеевме за пасторот дека рекол една недела. За некои луѓе се чудиме, нели, што бараат. Некој вложил труд во таа работа. И многу пати сум говорил, зашто? За да се охрабриме едни други, за да се обучиме да станеме ученици едни други, за да можеме само така, ако ние се обучиме, ќе можеме да ги обучиме, ако сакате нашите деца, секој пат. Прво, имаме обврска кон семејството. Колку тоа да звучи себично, меѓутоа, таа е вистината. Кој ќе си го спастриме семејството, можеме да почнеме кон другите. И јас не знам како црква, ја не знам како поединци, дали ние сме го разбрале сето ова, дали има во наш желба, зашто стихот продолжува да се исполни во целост. Ако секој од вас може да си одговори и да види каде се наоѓа на оваа етап. Сакам да завршам, многу е интересно од овие, би рекол, 2 стиха и половината од 18. Сум ги запишал овдека, вели, секаква власт, сите народи, се што сум заповедал, сите дни. Не еден ден, не еден месец. Ние, ако навистина сме Христови, нас ни е тоа позивот, нас ни е тоа целта. Ние имаме цел за која што, како што отвори пасторот, не треба награда тука, не треба пари тука. Ние имаме сметка отворено, кај што трупаме богатство. Сакам да завршам, сакам да ве охрабрам, сакам заедно да се охрабриме, дека треба Словото да го изучуваме, тоа Христос ни го заповеда. Амин. Треба не еден ден, не еден месец, тоа треба да го правиме постојано. Само така може да ни стане начин од секојдневието, само така може да ни стане начин на живот, само така ќе можеме да одиме како што одиме физички, без да мислиме дали левата нога да ја мрднам, дали десната нога да ја помрднам. Само така ќе можеме да рефлектираме, да привлечеме луѓе, да ги донесеме тука и најважната обврска. Ако ние не сме обучени, нема како да стане работа. Може да земете кое сакате едно дете или возрастен човек и ајде сега од утре ќе те учам гитара да свириш. Јас сум гитарист. Гитаристите се препознаваат. Гитаристите, да се изразам ајде со светски жаргон. Денеска се смејам, Елвис Присли, луѓе го емитираат. Го емитираат Елвис Присли. Не живе, се облекуваат како Елвис Присли. Косите ги местат како Елвис Присли. Луѓе пеат како Тоше Проевски. Го имитираат. Бидејќи им е идол. Па јас не знам за нас има ли поголем идол, ако може да се изразам така, од Господ Исус Христос. Па ја не знам во што го имитираме ние него. Дали во облекувањето го имитираме, дали како што ни заповедал сме взеле сериозно да го учиме Словото, дали како што он се расчетуваше низ Галилеја, Самарија и насекаде, и ние одиме насекаде овдека. Не говорам надвор од Скопје, не говорам надвор од нашите населби. Рефлектираме ли? Имаме ли желба да наликуваме на Господ Исус Христос? Искрено да кажам, не многу. Тоа е моето гледиште, си го споделувам. Може непријатно, може ќе разочарам некого. Таа е вистината. Луѓе се прават и тргнуваат да свират гитара од некој идол. Просто им е идол и сака да свири гитара. На времето
игра фудбал, сакав да играм фудбал затоа што имаше некои имиња да бидам како тој. Па ниту еден идол нема оставено книга, сега у последни времења почнаа да прават. Сакам, Матеј, да го запомните по овие последни 2 стиха, дека имаме идол за кој што вреди било што во животот да се жртвува, имаме идол кој што вреди за било што во животот да правите да наликуваме, барем толку да наликувам на него. И оваа можност што ни е дадена и денеска, што сме живи и здрави, за ништо друго не ни е дадена. Тоа е моje верување. Него да го прославиме Христос и ни се дава можност колку што може повеќе да се обучиме да наликуваме на него. Господ да ве благослови. Амин.